Директорке, на вчерашната седница на Советот беше усвоен финансискиот извештај на јавното предпријатие Куманово план. Може ли поконкретно да ни кажете каква е финансиската кондиција и конструкција на предпријатието? На вчерашната седница елаборирав за финансиската состојба. Значи, јавното предпријатие Куманово план, со гордост можам и со задоволство да кажам дека оваа година е во позитивна финансиска состојба. На крај на 2024 година ЈП Куманово план на жиросметка има 1.145.942 денари. Побарувања од купувачи од општина Куманово нема. Од издадени фактури, сите издадени фактури кон општина Куманово се платени до 30.12.24 година. За мене што е најважно, што обврски спрема добавувачи нема, обврска за плаќање на ДДВ нема, обврска за исплата на плата кон вработени нема и сите членови на управни и надзорни одбори се исплатени. Значи, едноставно кажано, Куманово план, јавното предпријатие не е должник према никого, зашто сме навистина и горди и задоволни, бидејќи заеднички со тимот успеавме, значи, да го доведеме во една состојба која што за нас никогаш не може да биде најдобро, секогаш ќе се бориме да биде уште подобро, меѓутоа во задоволувачка состојба. Колку и какви проекти во моментов работите? Во моментот, покрај изготвените голем број проекти во 2024 година, овие средства не се случајност. Куманово план е јавно предпријатие кој што си ги изработува проектите и по основ тоа нормално си ги наплаќа истите и затоа ова е средствена финансиска состојба. Во моментот, ние можам да кажам дека сме единствено јавно предпријатие кое што влегува во најактуелниот повик од страна на владата на Република Македонија, каде што средствата од унгарскиот кредит ќе бидат доделувани на општините. Ние како неголема општина, општината Куманово ќе добие во вториот повик јавен, ќе добие 800 милиона денари. Од кој што Куманово план, нашето предпријатие, учествува со проектирање на 4 проекти. Ќе почнам од помалите. Првенствено, ќе кажеме дека се прават улици кои што ќе бидат аплицирани. Тоа е улицата Авној со 4 крака. Во Гладно поле, сакаме да ве запознаеме популарно нареченото Гладно поле, за среќа во апликацијата ќе влезе и се надеваме дека ќе биде нормално завршена успешно апликацијата и тој дел од нашиот град да има комуникација. Ќе се прават улицата, ќе се прават од наша страна основен проект за изградба на улицата 716, 719, улица 717, улица 725, 720 и основен проект за реконструкција на улицата 715. Меѓутоа, за мене лично и за нашето јавно предпријатие голем предизвик е долгогодишна улица Индустриска, која што го опфаќа потегот од Железничка до населбата Бедиње, што со години сите знаеме во каква состојба е. Оваа улица, значи за оваа улица ние правиме основен проект кој што вчера веќе е предаден во општината на понатамошно проследување до владата на Република Македонија. Значи станува збор за реконструкција на улицата Индустриска. Улица е двонасочна со вкупна широчина од 12 метри, должина приближно 1300 метри и се протега во индустриско подрачје. И со новото решение е предвидена целосна реконструкција на коловозот и на тротоарите, не само на коловозот. Да се надеваме дека за кратко време ќе го видиме резултатот и ефектот од оваа улица, бидејќи навистина и лично сметам дека е насушна потреба за нашиот град. Имаме се уште голем број на правни лица и објекти во тој дел. Понатаму ќе продолжам со реконструкција на старачки дом.
Зафир Сајто. Старачкиот дом Зафир Сајто исто ќе влезе во апликација за овие средства што се од унгарскиот кредит што се наменети за општина Куманово. Значи, старачкиот дом ќе се реконструира бидејќи е затечена несолидна состојба, меѓутоа да кажам нашите стручни лица изготвија проект во кој што ќе се задржи постојната состојба на архитектура со максимално зачунување на оригиналните облици, форми и изглед на самата фасада. Целосно отстранување на малтер и на зидни површини со нивна обнова, комплетна замена на сите подови. Значи ги имаме потоа поставка на хидроизолација, стара електрична инсталација ќе се менува така да старачкиот дом по завршувањето на овој проект мислам дека ќе биде со сосема нов, заслужен и достоинствен лик, затоа што како и да е, ние имаме многу стари лица кои што се корисници на услугите на старачкиот дом. Најважниот проект за кој што сите знам дека го очекуваме и мислам дека нема еден човек кој што за овој проект не покажа расположение и радост од како слушна. После 60 години, јавното предпријатие Куманово план ја доби можноста да проектира градинка. И тоа не градинка со мал обем. Станува збор, ќе ви кажам параметрите сега. Станува збор значи за една голема, до сега ваква градинка сме немале, која што ќе се вкупната површина во граници на проектниот опфат е прво многу голема, 4797 метри квадрат. Овој капитален објект, значи ќе се работи целосно, проектот ќе биде изготвен од наша страна. Станува збор не само за специфичен, голем, ова е голем предизвик за нашето јавно предпријатие, во кое што и некои повозрастни генерации, архитекти и останата стручна фела од овој дел, ја немала таа можност, меѓутоа ние за среќа, пак ќе кажам благодарејќи на владата на Република Македонија, имаме можност да учествуваме во овој капитален објект и не само да учествуваме, да бидеме носители. На крајот од ова ќе ги покажеме и сликите како би изгледал, за да може да видите за што станува збор. Ви кажав дека површината е 4797 метри квадратни. Во функција на објектот ќе има простории за деца по возрастни групи, но заеднички простории, простории за комуникација, простории за стручен кадар, административни простории и економско-технички простории. Просториите за деца и за возрастни ќе си содржат од гардероби, до ходник, до санитарни простории, отворени занимални. Сето тоа е, значи, во градинката проектот се работи по сите современи стандарди. Дури имаше консултации и укажувања и гледања како во европските земји се работат овие градинки, така да и ние ќе бидеме горди што нашите дечиња ќе може да одат во една таква градинка. Понатаму можам да кажам за градинката, значи ќе има исто и лифт, ќе биде на ниво истата, ќе видите на слика понатаму. Ќе има 10 занимални. Најинтересно мислам и за нас, најважно и за граѓаните, што во вкупниот број на деца во јасли и градинки кое што може да го опфати и обслужи оваа градинка е 382 дечиња. Тоа е голема бројка која што ќе ги задоволи потребите не само нели на населбата Зенариц според мене, туку и на останатите населби кои што се наоѓаат и во блиска, па и во далечна, мислам, околина. Видете, ние со роковите не би можеле нели да кажеме како и што ќе биде. Ние може да кажеме дека ние нашиот рок ќе го испочитуваме и градинката во општина ќе биде доставена во договорениот рок кој што ние го имаме за проектирање на иста. Што се однесува до наша страна, значи сите проекти, освен градинката, се во завршна фаза. Индустријска, ви кажа, веќе ќе биде улицата индустријска, ќе биде предадена, меѓутоа за градинката ќе ви известиме дополнително, меѓутоа за многу краток рок
и таа ќе биде завршена и предадена. Затоа што, грубо кажано, за градинката ќе треба да се издвојат половина од наменетите средства за општина Куманово. Пака, генералниот урбанистички план и вчера на седницата во добив истото прашање е навистина многу важен и неопходен за нашиот град. Сите ги знаеме бенефитите кои што ќе ги добие урбанизмот и развојот на нашиот град со генералниот урбанистички план. Ние како јавно предпријатие Куманово план направивме изработка на инвентаризација на изграден градежен фонд, вкупна физичка субструктура на земјиште и зеленило во рамки на плански опфат на ГУП за град Куманово. Прва фаза. Значи, по завршување на обврските кои што согласно трипартитниот договор си ги има агенцијата и општината Куманово, повторно истиот ќе биде вратен во Куманово план и да се надеваме дека за краток временски период веќе и нашата општина ќе го добие насушно потребниот генерален урбанистички план.